Добар ден, јас сум Ленче Јаневска и на овој част ја обработиме содржината за животински клетки, при што ќе дадеме одговор што е клетка и што представува клетката за сите живи организми, како и кои се основни составни делови на самата животинска клетка и нивните функции. Клетката представува основна структурна единица од која што се изградени сите живи организми и всушност клетката представува најмалата жива единица во која што се одвиваат сите животни процеси. Група од клетки сочинуваат ткиво, а повеќе ткива заедно кои што вршат одредена функција даваат орган, а органите помеѓу себе поврзани даваат органски систем со одредена функција, а сите органски системи на крај ја даваат градбата на човековиот организам. Никој со сигурност не знае колку клетки има во човечкиот организам, но се претпоставува дека има отприлика околу 100 трилиони клетки. Клетката, кажавме дека представува најмала жива единица на сите живи организми и можеме да кажеме дека сите живи организми буквално се изградени од клетки. Многоклеточните организми, самото име ви покажува, се изградени од голем број на клетки, додека едноклеточните организми се организми кои што се изградени само од една клетка. Тука ќе ги разгледаме едноклеточните организми од групата на протозои или праживотни, а тоа се парамециумот, еуглената и амебата. Иако се овие организми кои што се одликуваат со едноклеточна градба, тие во природна средина ги има во застојани води или барски води, и иако се одликуваат со едноклеточна градба, тие сепак можат активно да се движат, например парамециумот или уште како што е познато како под името како чевличе, гледате на површината, има многобројни трепки со кои што може да се движи. И углената има камшиче, еве го тука, со кој што може да се движи, додека амебата представува едноклетичен организам кој што од својата клетка испушта едни продолжетоци, еве ги, кои што се наречени лажни ножиња или псевдоподи. Со помош на овие лажни ножиња амебата се движи, но во исто време со самото движење придвижува кон себе и посетни организми кои што ги вшмукува внатре во внатрешноста и на тој начин амебата се храни. За разлика од едноклеточните организми, многоклеточните, рековме, се изградени од голем број на клетки. И тука можеме да кажеме сега дека животинската клетка е изградена од следните делови, и тоа од клеточна мембрана, цитоплазма и од органели. Што представуваат органелите? Органелите се мали делови кои што се сместени во внатрешноста на клетката, во самата цитоплазма, и тие се карактеристични по тоа што извршуваат посебни функции кои што се својствени за самите себе, а од цитоплазмата се одделени со посебни мембрани. На овој част ќе ги разгледаме органелите на животинската клетка, кои што се поважни, а тоа е јадрото, Голџи систем, ендоплазматичен ретикулум или ендоплазматична мрежичка, митохондриите и лизозомите. Кажавме дека многоклеточните организми се изградени од голем број на клетки. Еве ги, и сега ќе ја запознаеме градбата на животинската клетка, значи сите составни делови кои би знаеле да ги именувате. Значи ева клеточната мембрана која што обвиткува клетката, внатрешноста е цитоплазмата, еве го јадрото кој што представува најголемата органела во самата животинска клетка. Сега, значи, да ги видиме, да ги именуваме сите градбени составни делови на клетката. Кажавме клеточната мембрана која што обвиткува клетката, цитоплазмата, јадрото,
После се тука органелите митохондрии, Голджи систем, ендоплазматичен ретикулум, рибозоми и лизозомите. Ајде сега подетално да ги разгледаме сите градбени, сите составни делови на животинската клетка. Ќе разгледаме прво клеточната мембрана. Кажавме дека таа ја обвиткува самата животинска клетка и е многу важна затоа што таа има пред се заштитна и транспортна функција. Зошто заштитна? Затоа што ги заштитува сите внатрешни составни делови на самата клетка. Транспортна функција, бидејќи таа контролира се што треба да влезе и се што треба да излезе од самата клетка, значи таа е селективна и полупропустлива. Цитоплазмата представува внатрешниот дел на самата клетка и е густа, продирна, желатинозна маса, која што е составена во најголем процент од вода, во која што има растворено минерали, хранливи материи и тоа шеќери, масти, протеини, но има и други материи. И важно е дека во цитоплазмата кажавме дека се потопени ги органелите на самата клетка и тие органели кои што уште се наречени и мали органи вршат посебни процеси својствени за нив. Јадрото представува најголемата органела во животинската клетка. Уште е наречено контролен центар на клетката, кој што ја контролира активноста на клетката. Како? Со помош на наследниот материјал кој што е содржан во хромозомите во самото јадро и тој наследен материјал е одговорен и дава упатства за сите активности кои што се одвиваат во клетката. Во јадрото има едни структури кои што се наречени јадренца и може да биде едно или две. И тие јадренца вршат создавање на протеини. Уште важно е да се напомене дека самото јадро е обвиткано со јадрена мембрана на која што има отвори или пори низ кои што се разменуваат материи помеѓу јадрото и цитоплазмата. Рибозоми се органели. Тие представуваат мали телца кои што се создаваат во јадренцето од јадрото и нивна основна функција е создавање на протеини. Еви ги рибозомите, овие топченца што ги гледате. Значи тие се создаваат во внатрешноста на јадрото во самото јадренце и низ отворите, еви ги тука отворите на јадрената мембрана излегуваат и се распоредуваат на ендоплазматичниот мрежичка, позната уште како ендоплазматичен ретикулум. Ендоплазматичниот ретикулум представува комплекс од меѓусебно поврзани мембрани кои што се наоѓаат околу јадрото и делот од ендоплазматичен ретикулум на кој што се распоредени рибозомите се нарекува рапав ендоплазматичен ретикулум, додека делот од ендоплазматичниот ретикулум каде што нема рибозоми е мазен ендоплазматичен ретикулум. Ендоплазматичниот ретикулум како органела е важна за клетката, бидејќи во него се создаваат протеини, еви овие структури што ги гледате. Потоа тие протеини во самиот ендоплазматичен ретикулум се пакуваат во едни меуристи творби, еви ги, кои што се наречени везикули и се транспортираат до следната органела, тоа е Голджи системот. Ги спомнавме до сега многу пати протеините. Можеби ќе се запрашате што се протеини и зошто се толку важни за нашето тело. Протеините пред се органски материи, кои што се многу застапени во нашиот организам, може да зафаќаат дури од 10 до 20% од вкупната тежина на нашиот организам,
Покрај тоа што учествуваат во градбата на нашиот организам, тие всушност учествуваат во голем процент и во градба на самата клетка, како и во создавање на нови клетки. А при тоа создавање на нови клетки може организмот да расте и да се развива, па затоа се многу важни протеините за нашиот организам. Протеините, кажавме, од ендоплазматичниот ретикулум во вид на везикули и други материи доаѓаат до Голджи системот. Тоа е органела каде што врши доработка на материите кои што доаѓаат до него и потоа повторно ги спакувани во вид на везикули се распоредуваат, се транспортираат до сите делови во клетката каде што е потребно. Лизозомите се следни органели кои што се исто така важни за животинската клетка. Тие водат потекло од Голдживиот систем, каде што се ослободуваат во вид на везикули. Овие лизозоми се исполнети со ензими, а тие ензими се значени за тоа што вршат разградување на непотребни материи кои што се создаваат во клетката. Еве ги овие кафениве, тука што ги гледате структури, се всушност тие непотребни материи и гледате како со помош на ензимите лизозомите ги разградуваат во нивната внатрешност. Митохондриите се органели кои што ги има во голем број во клетката во организмите. И тие можат да бидат со топчеста или со елипсовидна структура. Многу се значајни за самата клетка, затоа што во нив се одвива тоа клеточно дишење, а при тоа клеточно дишење всушност се добива енергија и тоа се добива доволно количество енергија, која што енергија понатаму е потребна за вршење на значајни процеси во клетките, па и во целокупниот организам. Овде сега може да ја погледнете клетката која што е представена во тродимензионален модел и можете убаво да ја погледнете и да видите како изгледа внатрешноста на самата животинска клетка. А овде лево на оваа слика би сакала да направите именување на главните градбени делови на животинската клетка кои што ги разгледувавме до сега на овој час. Можете да го сопрете видеото и да се обидете да направите правилно именување. А јас сега ќе ви ги дадам точните одговори. Значи ова беше јадрото, клеточната мембрана, Голджи системот, митохондриите, ева ја тука внатрешноста, значи цитоплазмата, лизозомите, ендоплазматичниот ретикулум и рибозомите. И како за крај, овде имате една табела во која што во левата колона ви се составните делови на животинската клетка, а во десната колона се представени функциите на овие составни делови и треба да ги поврзете составните делови со нивната функција. Сето ова може после тоа да си го прибележите во вашите тетрадки, а јас ќе ви ги дадам точните одговори како треба вие правилно после табелата да си ја прибележите. И како за крај би сакала да ви предложам да бидете креативни, да направите дома свој тродимензионален модел на животинска клетка, дали тоа би било од пластелин, од магичен песок или од било што. Ви благодарам на вниманието, драги мои.